Почитувани гледачи на македонската телевизија, добро вечер и добре дојдовте во преносот од Суперкупот во машка конкуренција. Стартуваме со химната на Република Македонија, пошто ќе влеземе со деталите за дуелот. Соочување меѓу МЗТ Скопје Аеродром и екипата на Кожув од Гевгелија. Дуел на двете екипи што оставија печат на минатата сезона. Дуел на апсолутниот владетел од 2012-тата во македонската кошарка со една година пауза и екипата предизвикувач. Може би дополнителна инспирација за металците ќе биде бојата на дресовите на гевгелискиот тим. И на овој надпревар сме заедно со Горан Крстевски, кој што е во улога на стручен коментатор. Ќе му кажеме добро вечер со оглед на она што го видовме минатата сезона, со оглед на ростерите кои што ги гледаме, со оглед на традицијата и на историјата што владее. Така и за во машка конкуренција еден надпревар нокаут. Се може да се случи ако во фаворитска улога е нормално МЗТ Скопје Аеродром, со и заради некоја историја и заради моменталниот ростер. Се она што го прикажува МЗТ во последните 10 на 15 години достава на пиедесталот и мислам дека Кожув ќе има тешка задача вечерва, но не е и невозможна, бидејќи како што реков, еден надпревар се е можно и се надевам ќе уживаме во еден интересен МЗТ надпревар. Бојан Крстевски, Марин Петков, Хуан Дейвис, Андреј Андоновски, Оливер Двојаковски, Андреј Магдевски, Елајджа Меккейден, Дамјан Стојановски, капитенот Војдан Стојановски, неговиот брат Чарлс Гил, Бојан Величковски, предводени од Васко Атанасов на клупата. На спротивната страна Векариус Николас, Ристе Букршлиев. Добро, ќе го погодиме во текот на преносот. Ова се составите, ги гледате во кадарот. Андреј Ичев, Јордан Кузманов или Кузманов, Никола Бојчев, Джексон Дубински, Александар Војмалиев, Илија Колев кој што е капитен, Родни Пруис, Димитар Зетов и Теодор Симич, кој што го носи презимето на Тони Симич, неговиот татко, големата надеж на македонската кошарка и нашиот репрезентативец на клупата, предводени од Апостоли Апостолов, во обид да се предизвика тимот МЗТ Скопје, во обид да се предизвика екипата која што царува во македонската кошарка, во обид да се направи големо изненадување во овој прв надпревар од новата сезона. Има ли простор, има ли шанса една екипа да му парира на МЗТ Скопје Аеродром со оглед на фактот што годините се веќе долги на доминација во македонска. Ова се студиите, само да ги споменеме, Зоран Митровски, Владко Цветановски и Горан Бошковски на стартот на овој надпревар, некаде на минута и половина до почетокот на овие двајца лево, што се еден до друг, ќе им биде доделено признание. Време беше да заменат пензија моите поранешни колеги, а време му е богами и на Зоран Митровски, кој што е десно, 78 е, годините се бројат, се разбира ни шега, сватете го ова.
Владо Цветановски и Горан Бошков си влегоа низ шпалир во салата во која што ќе им биде доделено признанието за она што го одработеа досега. Верувајте, апсолутно неблагодарна е улогата на арбитар особено во македонскиот спорт. Аплауз ќе следи од трибините, се разбира. Врамени дресови. Нека им е честито и со среќа понатаму. Едно е јасно, ќе седнат на записничката маса и ќе бидат строги контролори на арбитрите. Убаво искуството со овие двајца низ годините, професор. Со оглед на тоа дека сте и вие во кошарката, тука некаде скоро нешто повеќе години. Јас сум малку повозрастен. 95-та, 6-та некаде се влезени во судењето. Јас уште играв кога Владче почна да суди, а и Пајо исто. И Владче Владко Цветановски, а Горан Бошковски е Пајо. И како играчи, како тренер ги прате и убаво е вака на гледка да се види дека некој го испочитува нивниот труд, нивната работа во минатите 20-30 години успешно судење на македонските терени. Трудот и плеките подметнати под притисокот на најнеблагодарната работа на светот, тоа е делител на правдата. Секогаш еден судија ќе биде виновен или за едните, или за другите, или за третите, а и за некои четврти. Така што само напред за оние кои што остануваат во ова не е професија за Кожув. Ќе биде тивко на почетокот, еве го и првиот обид, со број 15, Родни Пруис прв се обиде кон кошот на МЗТ Скопје Аеродром. Меккейден е со топката, има проблеми во контролата во ведните минути, пред него е Николас. Оди до крај Меккейден, од табла непрецизен е Магдевски во аут, напад за тимот на Кожув. Значи Девис, Магдевски, Меккейден, Стојановски и Гил, Дамјан Стојановски и Гил се стартните 5. Додека Николас, Дубински, Колев, Пруис и Симич се стартните 5 за Кожув, овие претходните за МЗТ Скопје Аеродром. Симич е на врвот на рекетот. Ке добие топка. Непрецизен е во првиот обид за 3 поени. Уште не можеме да видиме главната идеја на првите 2 до 3 минути. Магдевски. Обид за 2, нема поен. Магдевски испрла во аут. Магдевски два пати е на офанзивен скок, меѓутоа и два пати е на топката во аут. Дейвис не успеа да погоди. Познат како многу борбен играч. Се уште се тешки рацете, професоре, се уште се тешки и нозете во овој прв надпревар од новата сезона. Да, се работело сигурно напорно во подготвителниот период, но треба време да се влезе во сезоната што предстои. Секако треба да се поиграат линиите, треба да се поиграат новите играчи кои се дојдени во клубовите. Ова е прв надпревар и треба со трпение да го исследиме надпреварот и да видиме во која насока ќе оди тактиката спроведена од играчите и од всичките штабови. Испитување на силите во овоедните минути од овој надпревар. Симич успеа два пати да се справи со Гил. Во вториот обид прави лична, прва на овој надпревар. Погледаме Теодор Симич, 21 година. Проникна во школата на Барселона. На истекот на втората минута. Се уште нема поени. Симич највисок од својот кош, 214 сантиметри.
првиот обид за 3 поени. Дубински. Да, на Дубински, непрецизен. Магдевски вади надвор. Стојановски со топката, 6 секунди за овој напад, ке мора брзо да се решава. Дојде на шут и тоа за 3 поени. Дамјан Стојановски од табла не успева. Топка за кого? Топка од Симич во аут. Топка за МЗТ Скопје Аеродром. Нема досега изработена ситуација за шут. Еве ги првите поени, 2 за Меккейден, Елајджа Меккейден, кој што дојде ова лето во редовите на МЗТ Скопје Аеродром, 25 години, 192 сантиметра, 2 европски сезони зад него, беше во Мемфис Тайгерс, имаше таму универзитетска кариера, прво во Португалија, па во Полска и во Македонија сега. 2:3. 15 родни. Тројцата американци во составот на МЗТ Скопје се на паркетот во овојните минути од овој надпревар. Дубински виде простор, вади надвор, се обидува за нова тројка, нема втора. 15 Пруис. Ако нешто треба се напомене, добрата одбрана на младиот Симич во рекетот. 2-3 пати добро го затвори рекетот и ги натера противничките играчи на нередовски шутеви. Реализација е ова, брза, молневита. Ова ќе биде најверојатно најголемиот проблем за кошаркарите на МЗТ Скопје Аеродром. Николас поентира за 2:5. Стојановски, нов обид за 3, непрецизен и вториот удар од скоро иста позиција. Дубински оди напред, кај него е топката во првата фаза од организацијата на нападот. Симич е излезен од рекетот, дали е тоа стратегија да се отвори полето? Да, Мисмеч Дубински против прецизен е. 7 поени за Кожув. против Дейвис. Многу мудро. Магдевски. Превземаат играчите на Кожув, превземаат играчите на МЗТ и штедат силите за понатаму. Рутинирано Магдевски, ова се негови поени, ова е негов стил. 4:7. Николас е сега со топката. Војда наместо Дамјан и Антоновски во игра. Сега МЗТ со 3 домашни играчи. Симич се обидува втор пат за 3 поени и втор пат е непрецизен. Дубински. Пикенол во рана фаза, мисмеч, повторно висок играч го брани Дубински. Ќе биде тешко да го одбрани. Нема 3. Форсира шут на стартот на мечот и двете страни. Самата игра со превземање во одбрана ги тера бековите против високите играчи на креирање позиција, сепарација и ево исто сега во случајот Магдевски против Симич. Симич беше длабоко во одбрамбената позиција. Магдевски сам на 3 поени, резонски е тоа да го искористи со шут за 3 поени.
Марин Петков, младиот Петков, на местото на Магдевски. И Бојан Крстевски. Сега МЗТ со 4 домашни играчи на теренот. Николас оди со топката во нов напад за Кожув, излегува повторно високо на пик Симич. Први се со топката. Симич против Крстевски, таму каде што му е местото. Симич е прецизен. Добра соработка во одбраната, не превзема од Симич, најверојатно тоа е договорот. Добра помош од Крстевски, но не превзема и Крстевски остана на Симич, меѓутоа Симич покажува квалитети. Војдан Стојановски е со топката, додавање за Крстевски кој што има добар шут за 3, сега промаши се. Јас многу повеќе би сакал Симич, што повеќе да го гледам во рекетот како пред малку. И треба таков и на Кожув и на македонската репрезентација, иако има неверојатно надарен шут како татко му и шутира убаво за 3 поени. И тоа треба да се искористи неговата висина и во рекетот. Дубински, Колев. Мисмеч на Симич со Колев речи да шутира, да. Еве транзицијата, еве условно кажано брзината на МЗТ Скопје Аеродром и поените од Меккейден. 6. Дубински изфорсирано пребрзо од неизградена позиција од зад таблата. Колев, односно Петков, простете. Топка за Крстевски кој што и втор пат промашува за 3. Николас фаулиран од Петков. Марин Петков. Пред тимски фаул. Да, уште еден до исполнување на бонусот. Дубински. Од Крстевски, топка во аут. Го виде ова, Бојан Крстевски го остави противникот да тргне на кошот и ја изфрли топката. Првиот напад на Кожув не проаѓа, да видиме што смислиле од втора за овие 13 секунди. Николас Порис. Повторно Николас се обидува за 3 на индивидуален квалитет оваа тројка. 6:12. 5 негови поени. Меккейден. Оди Меккейден до крај, кошот ке важи, има и дополнително слободно фрлање. Интересно е што Кожув многу квалитетно парира во првите 8 минути. Би рекол оди на сувиот квалитет на бековската двојка и тоа за сега добро им оди. Нормално надополнети со Симич и во одбраната и во нападот. Со 9 играчи во ротација МЗТ во првите 10 минути да се чуваат свежината и да се искористи долгата клупа. Може би не долгата во македонската кошарка. 9:12 во овие моменти на минута и 33 до крајот на првиот период. Колев добива топка, ја вади надвор, првис дали ќе оди, да, за 3 непрецизен е, но неверојатен е во овие минути. Николас, кој што забележавте, ги надскока сите и поентира за 9:14, 7 негови поени. Неверојатна атлетика во неговите нозе. Меккейден исто така има 7 поени на спротивната страна во знакот на странците во ведната четвртина во овој Суперкуп. Петков. 2 блока,
се решава Петков да отвори, додавање за Гил, кој што беше непрецизен. Зетов и Бојчев, браво, одлична Одлично отворен рекетот, браво. Младиот Зетов е многу талентиран плеймейкер. Одлична прегледност. Први поени за Бојчев, Стојановски, Крстевски, Петков. Комбинираат високо на рекетот, Петков виде отворен пат и се решава да упати удар, непрецизен, тука коригира Војдан Стојановски. Суво злато на македонската кошарка, жива легенда Војдан Стојановски. Тайм-аут прв на овој надпревар на 31 секунда, точно до крајот на првата четвртина, 11-16. Што ќе сумираме во овие 9 минути и 30 секунди? За овие 9,5 минути мора да се пофали играта на Кожуф, играат без респект, без страв. Се подготвиле за мечот, а можеби и за лигата одлично и за сега ги користат оние предности кои ги имаат во својот тим без разлика против кого играат. Ќе видиме како тоа ќе делува понатаму, но за сега изгледа доста импресивно. Во одбрана примија само 11 поени, не дадоа многу, меѓутоа пристојни се 16 поени против тим како што е МЗТ. Но има, како што реков, уште многу да се игра и ќе биде интересно да се проследи останатиот дел од преварот. Еве го уште еднаш оној неверојатен скок и потоа поените на Бојчев и асистенција на Златов, на Зетов. Последните на Кошаркарската федерација како родни Окејт Пурвис. Стейт Wolfpack и Юкон Хаскис. Коледж кариерата негова. 2018-та Орландо Меджик. Кратко. Тактичка измена со малиот Симич. Чисто само за CV-то на кошаркарот на Кожуф, Хапоел, Тел Авив, Палаканестро, Канту, Бергамо, Черкаски Мавпи и од Бугарија Спартак Черноморе во Кожуф. Има злато на U18 FIBA Америка. Повторно одлична одбрана 2012-та. на Тео Симич. За сега е многу повеќе фокусиран во одбраната, одлични движења, со подигнати раце. Одлично го парира секој влез на играчите на МЗТ. Тоа е тоа во првите 10 минути, 11 спрема 18, изненадување или не, ќе видиме продолжението од средбата. Кожуф игра одлично во ведната четвртина. Како ќе се справи сега со очекуваниот налет на МЗТ Скопје во втората по оваа пауза од 2 минути, ќе видиме за кратко статистички гледано во првите 10 минути 7 поени Николас, 5 поени Пурвис, по 2 поена за Дубински, за Симич и за Бојчев во редовите на Кожуф. Ударот од поле 5 од 7 за 2 поена, што е за поздравување, или 7 од 16 за 3 поени, 2 од 9 во ударите за 3, 2 од 2 од линијата за 1 поен, 1 офанзивен и 10 дефанзивни поени. Поени во рекетот 10 за тимот на Кожуф, најголема предност 7, ова и најголема серија 7-0 за Кожув кај МЗТ Скопје. Ударот од поле 5 од 18, тоа е проблемот, 5 од 13 за 2, 0 од 5 за 3, 1 од 3 во ударите за 1 поен, 11 скока во вкупно, 3 офанзивни и 8 дефанзивни во рекетот, 8 поени, од втора 4 во контра 2, од клупата 2 поена за МЗТ Скопје, прескромно за реномето и CV-то на
актуелниот шампион и владетел во македонската кошарка. Стојановски. Препознатлив негов продор, промена на правецот и нови поени за МЗТ Скопје, 13-18. 4 за Војдан Стојановски. 7 има Мекејден, 2 има Магдевски. Тоа се стрелците за металците во првите 10 минути и овие 28 секунди во втората четвртина. Фаул за Дамјан Стојановски. Фаул за Дамјан и за прв пат играат заедно Војдан и Дамјан, што мислам дека ќе донесе квалитет во периодот кој следи. Заедно со Петков и со двајцата странци и со број 3 Дејвис. Нови поени за Симич, 4, 13 спрема 20. Фаул, преагресивно, Зетов. Кој ќе повторам, Кожув игра без респект и покажува зашто вие нокаут над превари како куп и суперкуп се интересни и непредвидливи. Петков ќе одели до крај, да, се решава за 2. Непрецизен, но ќе има напад од втора, затоа што присебен беше под обрачот и добро поставен гел. Оди Стојановски, фаулиран од Симич, признава Теодор Симич. Војдан Стојановски, роден 87-та, 9 декември. Блескава кариера. Дело на фамозна наша генерација 2011-та, која што стигна до четвртата позиција. Ги паметиме, оние 5 од 5 ли беа за 3 поени против литванците во четвртфиналето? Најверојатно. Дејвис па Стојановски. За Дејвис одлично. Дејвис мора да оди до крај, непрецизен е. Добра беше замислата. Повторно Тони Симич со високо ставена ова пречка пред рекетот, односно пред кошот. Ја оправдува улогата по модерна терминологија на рим протектор, на заштитник на обрачот и Еве, одлична партија во одбраната на Тео Симич. Еве и проверка на тој надпревар, 5 шута упатени кон противничкиот кош на Стојановски, 5 пати прецизен, 15 поени, втор стрелец зад Мекелеп 23 и Владо Илиевски 12 поени. Има мисмеч под кошот. Први се решава за Николас, кој што се решава за 3, го префрли обрачот, а таму е Гил кој што обезбедува нов напад преку Мекејден. Петков, Мекејден. Оди Мекејден, се виде дека ќе се крене и прецизен е, 9 поени стрелец на мечот број 1 за сега. 15 спрема 20. Незабележливо Тивко го грицка она што го создаде како акумулација, како предност Кожув во првите 10 минути. Екипата на МЗТ Скопје Аеродром сега поентира во контра. Гил 17 спрема 20. Николас. Фаулиран Николас.
Непрецизен е во првиот обид. Николас останува на 7 поени, 3 од 4 во ударите од поле, 2 од 2 за 2 поена и 1 од 2 за 3. Има и 4 скока, 3 дефанзивни, 1 офанзивен. Има една украдена топка, се уште нема загубена, но нема ни асистенција. Оди на клупата да одмори. Во игра Дубински се враќа на негово место. Магдевски во напад, Дубински е пред него. Мекејден. Во пик дојде Гил. Мекејден во аголот, а таму е во обид за 3. Дейвис непрецизен преку обрачот, оди во контра. Кожув казнува екипата на Кожув во комбинација. Сега да видиме уште една шанса, непрецизно. Колев предходно, сега Магдевски се обидува за 3, прецизен за 3 поени. 20 спрема 23. Магдевски. 2 поена на Гил. 22 спрема 23. Само поен предност за Кожув. Пурвис. Тој оди до крај, да, фаулиран, две слободни. Имаше ситуација и Тео Симич во рекето да прими, меѓутоа Родни Пруис реши сам да игра 1-1 до крај. Меѓутоа, иако имаше можеби од оваа перспектива и подобри солуции, како и да е, 22-23, само поен позитива за Кожув во оваа втора четвртина. 13 спрема 5 за тимот на МЗТ Скопје, 11 спрема 18 заврши првиот период. Го коригира темпото пред се во оваа фаза од мечот. Тимот на МЗТ Скопје Аеродром игра многу побрзо, многу поефектно во нападот. 10 од 27, се уште е слаба реализацијата, 37% од поле, 42 или 9 од 21 е реализацијата на Кожув. Пурвис погоди за 1 поен, 22-24, 6 поени за него. Еве го и седмиот. Магдевски. Мекејден. Фаул од кого? Од Николас. Сега и Кожув го исполни бонусот по 4 фаули на двете страни. 6 минути без 6 секунди во втората четвртина ќе се играат под закана за 2 слободни при секој фаул. Односно санкција при секој фаул, без разлика дали е удар на кошот или не. Дейвис, Стојановски, тројцата американци се повторно во игра. Војдан Стојановски за 3, нема кош, Николас скока, го има на секаде. Пурвис. Симич бара топка, ја добива, мисмеч има, но двајца се пред него. Брзи кошаркари, затоа не се реши да ја спушти топката, циркулира истата околу полето на МЗТ Скопје Аеродром, не успева Дубински за 3, Магдевски, ќе оди Магдевски, го виде тоа во директен дуел со Николас, со бамп го избампува, го иструка, дозволено. Дозволено, регуларен начин. Пурвис оди брзо од табла, ова блокада нема да се брои, кошот ќе важи. Предходно Магдевски при приемот на топката на Симич тргна во трап, во удвојување. Најверојатно договорот е кога има Симич во реке топката да го нападнат со два играчи за да нема завршица. Особено кога е далеку за да не сме да ја спушти топката, тука да ја загуби евентуално или да му ја освојат. Да го натераат на додавање. Магдевски против Дубински, кој ќе се отвори, 4 долу е акцијата, да видиме за кого Мекејден излегува. Во пик доаѓа Крстевски, Магдевски не помина првата идеја, која е втората, нов пик од Дейвис, Магдевски за што? За 2, непрецизен, скока Колев, Дубински отвора брза транзиција,
Никлас е со топката, пред него е Мекеден, добро затвори, стигнаа на време кошаркарите на МЗТ Скопје. Дубински нема простор за шут, вади надвор за Првис. Овој добива блок од Симич. Ќе додаде ли конечно? Не. Фаулиран. Две слободни. МЗТ успеа да направи резултатски приклучок, но не до крај. Кожуф Успеа да направи резултатски приклучок, но не и да го зашемети противникот, да му влијае на она што го правеше во првите 10 на минути. Се движи Кожуф помеѓу 3 и 5 разлика и можеби и разликата беше резултат на слабата офанзивна игра на МЗТ Скопје Аеродром во првиот период, но секако Кожуф го заслужува она што го има. Да, секако. МЗТ во првата четвртина беа може стерилни, меѓутоа сега го подигнаа нивото на игра во секој случај. Магдевски во пик со Крстевски. Магдевски продолжува играта 2 на 2. Вади надвор Магдевски и кажано носена топка. Играчите на Кожуф. Напад за црвените. Ке се гледа репетиција. И двајцата тренери ќе го искористат времето за челендж, за тайм-аут. Целта ги оправдува средствата, нели? Така е. Гледаме често во Евролигата, дури ситуации кога не им треба челендж, дека е потребен тайм-аут. Во последните минута 2-3 да се искористи ситуацијата за предпоследен договор, за некој специјал, за некоја... Таа Евролига. Да. За нас најдоброто надпреварување. Секако дека е најдобро, но некако е многу далеко од нас. Па добро, повеќе сакам да кажам за коментаторската двојка. Лична димензија во оваа пауза да искористиме и ние да си кажеме нешто за нас, нели? Така е, секако. 4:04 до крајот на првото полувреме или до крајот на вториот период. 24-28. Напад за Кожуф. Никлас, Дубински, Симич, Колев и Пурвис таму долу во аголот лево е петорката на гевгелиската екипа. Пурвис излегува, Симич доаѓа во пик, Крсевски е надвор, Пурвис се решава за 3 поени, непрецизен е скока Магдевски. За момент беше празен рекетот, се обиде да го искористи тоа Пурвис, прочитана оваа намера. Рака исправена во шутот и добро поставени во дефанзивата кошаркарите на МЗТ Скопје. Мекеден. Тој се обидува за 3. Непрецизен е. Симич. Никлас. Оди Никлас до крај, нема поени. Девис ја собра топката, која што не стигна ни до висината на обрачот. Вон баланс беше Никлас. Крстевски, Магдевски, Девис се решава за 3 преку човек, нема кош, Симич. Дубински. Пурвис. Колев, нема шут за 3, одлично го isfrли од игра. Девис се решава за 2, непрецизен фаул, 2 слободни. Морам повторно да го пофалам Симич за играње во одбрана, неверојатно добро поставен, неверојатно добар тајминг за скок и кога шутира, и кога прави бокс-аут, заградување на топката, едноставно царува во рекетот. За мене една нова димензија во неговото 14-15 сантиметри. Своевремено Желко Обрадовиќ на еден од нашите перспективни центри
му сугерираше Десен Хорок $1,000,000 годишно и Лев Хорок $2,000,000 годишно. Ете толку вредат добрите центри, а Крстевски еден од нив, прецизен за 2 поена. 26 треба да е ова, да, 29 првите поени за Бојан Крстевски. Нов тајмаут. Два тајмаута ги потроши Кожув, МЗТ се уште нема потрошено тајмаут. Потроши еден челендж кој беше како тајмаут. И може да се очекува во последните 2 минути МЗТ да повика уште најмалку еден тајмаут. Така да сметам дека ова не е последен договор до крајот на полувремето. 10 поени Првис, 8 поени Николас. Тоа се лидерите офанзивно за Кожув. Кај МЗТ Скопје 9 поени Меккейден, Магдевски 7 наниша. По 4 имаат Војдан Стојановски и Гил. Прескромно за екипата на МЗТ Скопје Аеродром. Да, многу мал број на поени на двете страни за едно полувреме, меѓутоа сметам дека е ова само старт на сезоната и сето тоа ќе оди во една подобра насока од надпревар во надпревар. Ичев Кузманов и Бојмалиев не влегува во игра. Кај Кожув останатите се во ротација. Со тоа што Пукршлиев одигра кратко. Ке уфрли за Николас, кој што го предводи овој напад. Меккейден е пред него. Симич доаѓа во висок пик, дали ќе оди Николас, ќе додава. Ова уиграна комбинација, Дубински високо е оставен Симич, Дубински оди длабоко во рекетот, бара топка Симич, се решава за шутот за таблата, овој втор шут за Дубински, поминува претходниот, беше непрецизен од истата таа позиција, 26-31, не ги дава тие 5 позитива екипата на Кожув. Меккейден. Ова требаше да биде игра во своевиден триаголник, но додавањето на Антоновски не проаѓа. Магдевски ќе уфрли од челната линија. Се отвора Меккейден, добива топка, пред него е Николас. 13 секунди за овој напад. Меккейден ќе се крене. Меккейден за 2, нема кош. Скока, погодувате кој? Николас. Неверојатен е во овие воведни 20 минути. 8 поени и веќе 6 скока, колку што има и Симич, например. Во редовите на Кожув. Пурвис се решава за 2, шутира, солира многу, го префрли обрачот на Стар, има одврзани раце. Магдевски. Нема 2 поена, но има лична грешка над Андоновски. Четири скока има Дейвис кај МЗТ Скопје, 3 има Меккейден, 3 има Гил. 3 скока има и Војдан Стојановски. Царуваат подобрачите Николас и Симич. Дубински се враќа за во напад, го штитат во одбрана да не го направи третиот фаул уште во првото полувреме. Има ризични 2 фаула, да подобро да не влезе со 3 фаули во второто полувреме. Затоа игра само во напад и следи измена кога е во одбрана. Не е лошо кога на коментаторската позиција имаш тренер, не мора да се грижиш многу за анализи и за тактика, едноставно оној кој што го живее овој спорт долу на теренот го чита секој потек. – 28-31. Андоновски на клупа, во игра Војдан Стојановски, заедно со Дамјан Стојановски, Крстевски, Магдевски и Меккейден. Николас Дубински, Симич е тука во пик, активен е многу на стартот на овој надпревар во првото полувреме. Лата им ги се движи
по должината на целото поле. Сега грешка на Дубински, Магдевски добро се постави. Стојановски непрецизен, Крстевски за 2, има кош. 30-31. Одлична антиципација на Магдевски во одбраната, го предвиде пасот на Дубински до Симич и беше на право место. Па и го насочи можеби Дубински да го направи тоа со помошта во одбраната. Со така наречен пик, рипик, 2 пати, 3 пати, требаше можеби да даде топката на друг играч. Влезе во замор, ја изгуби свежината за крајот на акцијата. Затоа сега Никола се зема топката, Дубински е во корнерот. Пурвис за Николас, Николас за Симич, Симич нема простор да шутне, ќе оди до крај Симич, ќе оди за 2, непрецизен, нема фаул. Скок на Стојановски. Имаше контакт, арбитрите велат играта да продолжи, 8 секунди до крајот на овој напад. Магдевски. Крстевски во пик, Магдевски за кого? Ќе треба да шутира, последна секунда, нема ништо од овој напад. 30-31, како така Кожув успеа да го задржи водството. Свирнат е фаул, да видиме, фаул на Симич врз Магдевски за 3. Добро, ова не го слушнав, се свртев кон статистиката, еве сега шанса за екипата на... Ја слушнав сирената, не и свирчето, ке ми проста гледачите, фаулот е за 3 поени. Шанса за МЗТ да оди со предност на полувремето. Магдевски на линијата за 1. Готовите изедначување. Прецизени во вториот, сепак МЗТ води на крајот на првото полувреме. Само да видиме дали со 1 или со 2. Нема 2 позитива. Сега е крајот на првото полувреме. Овој кош не важи, штета од табла, од своја половина. Останува 32 спрема 31. Еден од оние кои што го одбележава првото полувреме, тоа е сигурно Пурвис. Статистички гледано, тоа изгледа вака. 9 поени за Меккейден, 8 за Магдевски, по 4 за Гил, за Крстевски и за Војдан Стојановски, 2 за Андоновски. Шутот од поле 35% за МЗТ, 1 од 12 ударите за 3. Вкупно 25 скока, од кои најмногу 5 за Гил кај МЗТ Скопје, кај Кожув 10 поени за Пурвис, 8 за Николас, 4 за Дубински, 4 за Симич, 3 за Колев, 2 за Бојчев. 6 скока за Николас и за Симич, вкупно 19 скока надскокани, значи кошаркарите на Кожув. Што ќе заклучиме по првите 20 минути? По мене најмногу ми се допадна играта на Тео Симич, тоа е за мене добра информација, еден домашен играч да напредува, да... Јас, знаете, секојаш навивам за домашните играчи. А кој не? И со секоја честна странца. Секако, меѓутоа една добра млада кошаркарска надеж со 215 сантиметри е прекрасно се види како напредува ден во ден, поготово во одбраната, а има што да понуди и во нападот. МЗТ додаде газ во втората четвртина, заслужи да дојде до еден егал резултат без разлика кој води, еден разлика дали Кожув или МЗТ. Ветувачко прво полувреме, за да гледаме во второто полувреме неизвестен надпревар. Кожув ќе мора да ја врати трскоста од првата четвртина, храброста, некако како да се подзагубија кога ја штитеа предноста во втората четвртина. Кити со трофеот во женска кај дамите. Статистиката ја разработевме во финишот на првото полувреме, само кратко на стартот на второто. Магдевски и Меккейден со по 9 поени се најдобрите стрелци кај МЗТ Скопје, додека 10 има Пурвис кај Кожув, 8 има Николас, 6 скока за Николас, 6 за Тони, да, сигурно, но на клупата на Баскеткам за Теодор Симич, наследникот на Тони Симич.
и улицата на живење, Ѓурчин Кокале се вика. И тоа го знам. Соседи сме со семејството Симич. 32:31, значи влегуваме со поен предност за МЗТ Скопје. Дрско во првиот период, како што констатиравме, кошаркарски со Горан Крстевски, нашиот стручен соработник и коментатор за овој меч 11-18, но 21-13 ја врати рамнотежата тимот на МЗТ Скопје, кој што сепак е фаворит во овој дуел. Првиот напад за Кожув, Пурвис Колев, Пурвис Симиче под кошот, удвоен. Нема простор за додавање, ќе оди 1-1, Пурвис го прави тоа и ја губи топката за момент. 6 секунди ќе имаат гевгеличани за овој напад. Не успеа до крај Дејвис да ја одземе топката и да го пресече практично овој напад. Него искористи овој мисмеч. Сега да видиме за 6 секунди. Дубински треба да импровизираат, да измислат нешто кошаркарите на Кожув. Симич, Изолација 1-1. Симич вади надвор и 3 поени. Дали ќе се брои овој шут? Да, велат арбитрите. Тројката важи на Дубински за 32:34, 2 позитива за Кожув. Шутот немоќ, меѓутоа го погоди. Магдевски додавање и фаул. Гил фаулиран под кошот од Симич. Има 2 слободни. 5 од 8 ударите од 1 за 1 поен. Трет фаул на Симич и тоа може да ја наруши рамнотежата во играта во оваа фаза. Еве го уште еднаш. Шутот го видовме на Дубински. Една играта со Симич во рекетот, друго е без него. Прецизен е Гил, 5 поени. Ги промаши претходно двете слободни, сега е прецизен, 1 од 3. 2 од 3 има Магдевски во финишот на првото полувреме, тоа се тие 2 промашени, односно 3 промашени слободни. Прецизен е сега Гил. Шест поени, 34-34. Дубински. Влегува во флекс. Николас Колев вара топка, Николас вели не. Дубински. Градеа флер позиција за шут за Мисмеч Дубински, ова. но остана во мисмеч. Нема 3. Не искористи до крај идејата од нападот и Маккейден сам против четворица. Маккейден до крај up and under одличен. 36-34. Ова се негови 11 поени. Тој е новиот степ тру, дозволен од Да, кога се крева стојната нога. така е, порано беа чекори, меѓутоа со новите правила така наречениот степ тру е дозволен и Сериозно влијае на играта во кошарката. Сериозно. Ја оневозможува доминацијата на центрите во рекетот да доминираат со својата висина и скок. Заради овој елемент центрите не смеат да скокаат, мора да се бранат со дигнати раце како Симич во првото полувреме. Инаку на секој скок може со тој степ тру да се пројде под нив и да се заврши. Комбинираат Дејвис и Гил под кошот, овој вториот завршува за 8-миот негов поен. Втор стрелец е кај МЗТ Скопје, 11 поени има Маккейден. Николас Колев, Дубински, Симич во пик, игра со 3 фаули, да подсетиме Симич, Дубински. Мисмеч. Николас бараше простор и го најде во рекетот елегантно, рутинирано 38:38 за Николас. Ова се Драйвен кик игра, продор на Дубински, кик-аут во страна, пасна на Николас и случајна игра со нога, прекината е акцијата на МЗТ Скопје. Николас нема 4 во низа, Колев скока, се бори со четворица, Маккейден краде, ќе оди во напад, 1 против сите. Маккейден има фаул од Дубински, велат арбитрите. Претходно тоа беа 10 поени за Николас, кој што е вториот двоцифрен. 10 има и Пурвис во составот на гевгеличани. Бошковски му објаснено Дубински дека се движеше и дека е фаул. Затоа е фаулот, да. Повеќе гледаме 1-1 игра од колку создавање на тие драйвинг кик игра, каде после продор се дава пас во широчина и се напаѓа она
клоз-аут одбрана, кога одбранениот играч трча кон играчот со топка. Тоа сега Николас да го направи одлично, но тоа многу малку го гледаме, да речеме во една Евролига. Тоа е еден од главните напади, да се напаѓа играчот во одбрана кој се движи. Избришан е подот, може да продолжи над преварот. 38-38, 7 минути без една секунда за игра во третиот период. Споменавме кај дамите дека третиот период многу често знае да ги решава надпреварите, да видиме како ќе биде новој надпревар. До сегашниот тек на мечот ветува дека ќе биде изедначен до крајот. Еве и првата атракција и првото забивање на овој надпревар откако се ослободи директно од својот чувар. Гил забива. Прави ги сега фаул над Симич, кошаркарот на МЗТ Скопје Аеродром. Негова трета лична, уште еднаш забивањето, продорот, атракцијата на оној кој што дојде во МЗТ Скопје со цел да продолжи доминацијата на аеродромци. Ќе оди на клупа, Крстевски во игра, Симич се уште останува на паркетот. Игра со 3 фаули. Па практично и Апостолов нема замена за Симич, но ќе мора да реагира затоа што концентрацијата ќе го направи своето. А може би и нема, ќе видиме. Пурвис. Додавање за Николас. Тоа е тоа што го Симич, Пурвис. кажав пред малку. За 3 од втора, прецизен е второбит за 3 поени во овој напад на кошаркарите на Кожув. За Пурвис ова се 13 поени вкупно. Мекеден, Крстевски, Девис, Стојановски, Војдан. Остана со топката во рацете Девис и лична грешка од Колев. Пред малку видовме таа драйвинг кик ситуација, после добар продор, ширење на нападот на периметар, шутер во аголот да се проигра правовремено. Тоа е веќе модерна кошарка. Топка од страна за МЗТ Скопје. Стојановски во пике Крстевски се решава на другата страна. Стојановски се враќа таму каде што беше замислено, оди до крај на Симич кој што блокира од табла. Знае Стојановски дека има 3 фаули. Теодор Симич на овој бестрашно тргна на топката и залепи една налепница, да видиме има ли репетиција, има ли време. Ќе видиме во следната слободна прилика. Стојановски сега за 3, непрецизен е, Крстевски освојува топка, Стојановски уште еднаш се решава за 3, има многу слобода во играта, скока Николас. Дубински. Николас не се решава за шут, Пурвис доаѓа во пик, Симич оди Пурвис на Крстевски, Пурвис сплит пик ен рол и нема фаул. Нема фаул во оваа ситуација, има брза транзиција и чекори за Мекеден, чекори на Мекеден, односно. Сега не е лошо да го видиме стикерчето на десниот долен агол на таблата на Кожув. Стојановски, тргна Стојановски, Симич вели не сега и не тука. Благодариме режија. 40-41. Води Кожув. Има замена. Со број 6 се враќа во игра Андоновски на местото на Девис. Бојчев во игра кај Кожув. Дубински. Симич е изолиран. Дубински за кого? За Симич. Симич за 3 се решава да шутне. Нема кош. Инспириран од претходната блокада. Сега исфорсиран шут, непрецизен. Мекеден е фаулиран и бодичек на Цветановски, кој што останува жив во овој контакт со Мекеден. И ова е дел од спортот. 4 лични за Кожув на 5-12 до крајот на третиот период. Само една има МЗТ Скопје. Секој нареден фаул на Гевгеличани ќе биде казнет со 2 слободни. Магдевски.
го прочита ова и пресече Бојчев. Калич има челендж. Консултација меѓу арбитрите. Чива е топката, остануваат на првичната одлука во напад од МЗТ, но Апостолов бара челендж, бара да се гледа репетиција. Ќе оди Митровски да гледа заедно со Цветановски. Успешен челендж. Топка за Кожув. Дубински. Бојчев. Дубински. Бојчев со Магдевски бара топка, Дубински вели да излезе од рекетот. Против тројца нема кош, Симич прифаќа. Тоа беше и намерата да се има човек во рекетот при евентуално промашување. Никлас Пурвис форсира и упати удар. Прецизен е, 40 спрема 44. Ова се повторно минути на Кожув. Одлична реакција. Магдевски сега, Магдевски за Крстевски, Крстевски за Стојановски, Стојановски ќе казнили, не вади надвор, таму е Андоновски, Стојановски се обидува, еве на тројката за Војдан Стојановски. Дубински добра проценка, имаше два пати со продор го нападна Андоновски и одеше во драйвинг кик ситуација. Ова што го слушате во микрофоните, во нашите, само за момент да видиме ова акција, први се решава за 3 фаулирања, ќе има 3 слободни. Добро, сега се стиши Вулканот Фемили. Ако нешто има традиционално од првиот ден на своето постоење МЗТ Скопје Аеродром, ако поминуваше низ турбулентни времиња во кошаркарска смисла, навивачите се секогаш тука за тимот од оваа скопска населба. 3 слободни за Првис. Да, потврда 3. Прецизен во првиот обид, 43-45. 6 од 7 од оваа позиција. 17 поени за стрелецот број 1. Го погодува и второто слободно. И третото. И ние се запознаваме со нивните квалитети. Да, читаме, меѓутоа да ги видиме во живо. Апсолутно. Први се наметнува како прво име во ростерот на Кожув. Оди до крај и прецизен е за 2 поена. Петков, први негови поени на овој надпревар, кога најмногу се потребни за МЗТ Скопје. 45-47, Николас ке продрее во рекетот и фаулиране. Дали од Крстевски или од Петков, да видиме.
Број 1. Лична грешка за Марин Петков. Симич, Дубински, Пурвис, од неговото колено топка во аут и напад за МЗТ Скопје. Брзи раце на Дамјан Стојановски. Мекеден. Гил против Првис и ова е својвиден мисмеч. Гил оди до крај преку Симич. Прецизен за 2 поена, 12 негови поени. 47-47 изедначува МЗТ Скопје Аеродром. Дубински. Обид за 3, непрецизен. Шутираше со број 9. Бојчев останува во напад. Кожув. Николас. Уште еднаш ќе се обиде, уште еднаш за 3. И сега прецизен. Тројка за Кожув, 47 спрема 50. Бојчев 5 поени. Многу храбро од Бојчев, секоја чест. Па и дрско, како што треба да биде во одредени ситуации. Скоро 30 минути рамноправна борба. Кожув најавува интересна сезона. Петков. Петков сега за 3. 5 поени во низа за Петков. Го одржува во живот МЗТ Скопје Аеродром. Бојчев го бранеше под блок и Петков многу изграден, чист шут кошаркарски. Максимално прецизен, многу ротација. Прочита ситуацијата. И беше убав шутот. Секако, технички да. Пурвис преку човек сега нема 3. Симич се бори, освојува топка, има 2 за него и за Кожув. 50-52. Постигна 3 тројки во 6 обиди, ова беше 7-ми обид за Првис. 8 поен на Симич. Сега Николас му создава проблеми на Мекейден. Гил ќе оди на Симич, не, само за 2. Гил врзува 2 прецизни напада за него. 52-52. Симич е премногу повлечен во така наречена дроп позиција под линијата за слободно фрлање и нормално беше да се шутира против него. Дубински за Симич, Дамјан Стојановски изфрла во аут. Може би се чува и поради личните грешки. Се обидува само со неговото присуство и височина да парира. Габаритен и тоа може да се го дозволи. Останува во напад Кожув, 10 секунди ќе вади надвор од рекето, така е Дубински за Првис. Излегува и Бојчев. Дубински со лева, се разбира, леваке, непрецизен. Петков, има ли 7 во низа? Нема, има втора шанса, вади надвор. Дисциплинирано. Мекейден. Одлично движење на Гил, не го искористи тоа. Има ли? Нема кош за Петков. Последна минута, односно веќе сме длабоко во таа минута, 32 секунди до крајот на третата четвртина. Првис ќе одили на шут, нема простор, пред него е Стојановски, се решава за 2 непрецизене скока Гил. Последен напад. Нешто работа што е однапред договорено. Стојановски се решава за 3! Уште еден прекрасен шут, уште еден изграден удар за 3 поени, 55 спрема 52, плюс 3 за МЗТ Скопје Аеродром. Како на крајот на втората четвртина, така и на крајот на третата четвртина, МЗТ покажува што значи искуство. Знае во тие
преломни моменти да дојде на крај во последните секунди до предност, една психолошка предност која може многу да значи во последната четвртина. Како со последниот поен во првото полувреме, така и сега МЗТ цело време во заостаток, меѓутоа на крај ја зема предноста во последниот шут. Тоа е само искуство, тоа е сув квалитет во случајов на Војдан. Меѓутоа резултатот е се уште премногу неизвесен и денешново издание на Кожув гарантира интересни последни 10 минути. Уште еднаш дел од хајлајтсот, на пауза сме уште една минута пред почетокот на последната четвртина, дел од најатрактивните моменти во текот на оваа средба. Секако први се еден од оние кошаркари кои што го одбележа мечот во овие 3 четвртини, во овие 30 минути активна игра. Гледаме возбудлива, но гледаме и многу ферплей, многу чиста игра, многу кошаркарски игра на почит меѓу двете екипи. Така и второто полувреме го дигна нивото и двете екипи, гледаме многу хубава кошарка од двете страни и се надевам че го задржат тоа ниво во последната четвртина. И гледаме... Може би им требаше да се загреат, да влезат прв надпревар. Има секое влегување во надпревар од своје значење и сметам дека може би во второто полувреме веќе има што да покажат. И гледаме одлични моменти од младите. Еве еден од нив, Бојчев, Петков и Колев и останатите, сите што ете не ги споменавме. Да. Едноставно одлично издание од двете страни на младите македонски играчи. Да ги користат минутите на овој надпревар. Секако. Напад за МЗТ Скопје. Мекеден оди во првиот офанзивен обид и прецизен е 13 поен за него. Ќе биде ли среќен за аеродромци? Одличен Юростеп. Плюс 5 за синобелите. Сега притискаат на човек во одбраната. Технички има за двајцата, Стојановски. Само што кажавме дека е ферплей. Мислам дека Војдан играше агресивно, но чисто. Повеќе за... Курвиста не го издржав како да беше испровоциран. Притисокот од комуникацијата повеќе. Не е лошо да видиме забавената снимка на претходниот дуел меѓу овие двајца. Сега ќе си подадат рака. Војдан е стварно агресивен играч, меѓутоа еве го тој момент, да, беше преблиску и реагираше први, судиите не реагира. Секогаш на висина во својата задача, секогаш коректен, никогаш преку граница. Го знаеме добро Војдан. Добро, ако е ова максимумот на нефер играта, тогаш ќе го поднесеме. Све ова во рамките на направа кошарка, ништо страшно. Адреналинот владее сепак кај кошаркарите. Влогот е трофеј. Треба малку и мускулите да се покажат. Не важи овој кош, реагира за психичката маса, затоа што барал тајм-аут тренерот на Кожув. Да, слуша и сирената. Да. Мислам дека МЗТ за прв пат има 5 поени разлика во овој надпревар. Најголема серија од постигнати поени е 7. Од контри имаат 11, од рекетот 28, танса 8 поени, од загубените топки на противникот 6. Клупата има 21 поен, што е за поздравување, го кажавме тоа. Длабока е, можеби најдлабока во македонската кошарка. Еве, за илустрација како е кај Кожув. 7-0 е најдолгата серија, 7 е најголемата предност, од клупата само 5 поени, во споредба со оние на МЗТ, од контра 4, од втора шанса 13, од рекетот 22 и од загубените топки на противникот, 5 поени за екипата на Кожув. 40% е сега ударот од поле на Кожув, 44 се крена шутот на МЗТ Скопје Аеродром и резултат на тоа се разбира ова водство. Се консолидира особено во второто полувреме кошаркарите од Аеродром, од Јане Сандански. Интересен и резултатот и времето до крај. Заради податокот што кажува дека ова е сериозен тест за Кожув, да видиме како ќе одговори на оваа серија на МЗТ во клучниот период од надпреварот. Дали МЗТ ќе изгради нова предност, поголема, или Кожув ќе
повторно ќе направи резултатска неизвестност. Напад за Кожув преку Дубински. Се лизна Дубински, загубена топка. Дамјан Стојановски тука собира. Војдан Стојановски го предводи нападот. Дамјан Стојановски не успеа да пресече првис. Има човек повеќе, МЗТ не го користи тоа. Се расширија во зона оние што останаа под својот кош, односно оние што се вратија на време во редовите на Кожув. Така, да видиме колку се изморени играчите на Кожув, во исто време колку се подготвени, бидејќи речи се играат со 6 играчи во целиот надпревар. Петков ќе оди до крај, нема два за него, скока Колев, нема ни фаул. Николас. Ова не ми се допаѓа. Лево Дубински, Пурвич се сами, Николас солира. А имаше два добри шутера на периметар за 3 поени, да шанса да Кожув да намали на 2 поени. Николас. Мисмеч, побрзе, но вади надвор. Бојчев за 2 прецизен е. 7 поени. Одлична партија на Бојчев. Бестрашно игра во овие минути. Што ги добива на овој надпревар? Исто дава многу придонес и во одбраната. Сега и сече еден напад. Останува во напад МЗТ. Стојановски за 3, нема кош. Скока први, му падна топката враце. Празен беше рекетот на Кожув. Николас. Во блок е Колев, Николас. Сега има нов мисмеч, но се решава да додаде првис против Мекејден. Ке има проблеми затоа што Мекејден е брз во дефанзивата. Николас бампуваше и погоди. Одлично се снајде во овој дуел. Да. Одлична индивидуална тактика во напад. 12 поени. Стојановски. Петков. Добар избор на странци направиле Кожув. Петков за Гил, кој што е заглавен под таблата и прави чекори. Загубена топка, број 7 за МЗТ Скопје, аеродром за Гил. Ова е прва, директно загубена. Бојчев. Пурвис. Бојчев. Ке се решили да шутира, не. Додавање за Дубински. Двоен пик. Дубински во мисмеч. Дубински се решава уште еднаш со лева, нели? Левакот. Постои ли потешка или полесна страна за оние кои што шутираат со лева рака во кошарката? Се неконвенционални, тоа е јасно. Или тоа само така изгледа, бидејќи не сме научени на... Тренираме сите од сите позиции, да може да шутираат комотно, така да... ...57-56 и топка за кого? За Кожув, краде Николас. Одлично се снајде под својот кош, дали внимава Петков, доаѓа од позадина, да, при себе не. Колев за првис, Дубински за момент беше сам, но немаше како да му се додаде таа топка подобраче од први се во мисмечки, оди до крај. Ова е јасно, очигледно, евидентно беше со стапалото во аут, со десната нога, кога ја прифати топката и ова ќе биде напад за МЗТ Скопје. Има ли тајм-аут? Да. За кого? За аеродромци најверојатно. Да. Она што реков, како Кожув ќе одговори со квалитет и енергија, бидејќи игра само со 6 играчи и во една критична фаза им се те поведе со 5 разлика, Кожув одговори одлично. И тактички, и кондицијски, со многу енергија, бестрашни. Дојдоа само поен разлика. Мора да се спомне дека и двата клуба, тимови, тренери имаат потрошени по еден тајм-аут. Че им останат уште по 2 тајм-аути. Мислам дека својот челендж го потроши Кожув.
И МЦТ сигурно ќе искористи еден челендж или како прав челендж или во улога на тайм-аут. Време е што почесто трите странци во МЦТ да бидат на терен и да се обидат да го добијат овој надпревар. Да, функционираше таа игра. Истото важи и за Кожув. Сега топка во аут од кого? Од Првис, велат арбитрите, кои што ја додели оваа топка на МЗТ Скопје Аеродром. Напад за Кожув. 1-1 во оваа фаза од мечот. Да. Две, ќе кажеме, краток временски период. Ќе кажеме две сомнителни одлуки, меѓутоа еве, на двете страни по една сомнителна. Иако најверојатно се чисти и двете. Дубински, ќе оди до крај, Дубински, не, вади надвор, Стојановски, кај него е топката. Добро поставен. Магдевски. Мисмеч под кошот. Фаул, Колев, лична, две слободни за кошаркарот со број 3 во редовите на МЗТ Скопје Аеродром. Девис. Симич. Поинаку изгледа играта кога Симич е во игра на Кожув. Мислам дека може да ги исконтролира овие 6 минути со добра игра во одбрана и само со еден фаул, да не го направи петиот. И за него е ова едно ново искуство со многу минутажа, Дейвис, прецизен. И сега без Симич во игра, оној без кого не може да се замисли Кожув, на овој надпревар зборуваме. МЗТ Скопје има 3 позитива, имаше еден поен до пред некоја секунда, што значи добро се снаоѓаше Кожув со отсуството на... Да, со отсуството на Теодор Симич. Кој што сега е далеко од рекетот, Првис. Рипик. Оди до крај, јасно е, 2 поена, 59-58. Добар блок на крајот на така наречен гортот, скрин на Тео Симич, му направи автопад до кошот. 21 поен на Првис, што е за сега најдобар учинок на овој надпревар, а враќа на спротивната страна Гил, 16 поени за него. Никлас. Мисмеч, Симич, не се решава Николас да игра, Дубински. Бојчев, вади надвор, пресечена топка, краде Стојановски. Преискусен е за вака да се додава покрај него. Гил, сега за 3, добро оди оваа топка, нема кош, има фаул. Фаулирал кој? Магдевски, ако добро забележав. Не, фаулирал. Гил денеска има 0 од 2 за 3 поени, но има 6 од 10 за 2 поени. Тој мидрейндж 7 од 11 со претходниот кош. Да, јас да бев на негово место би влегол еден чекор, бидејќи денеска двојката, меѓутоа тоа е тоа. Дава нова шанса на Кожув да се врати во надпреварот. На еден разлика или дури и да изедначи. Ми треба малку да играат преку Тео во нападот и преку Гил, бидејќи Гил има 3 фаули и ќе биде резервиран. Бојчев фаулиран, но обидот ќе важи, има 2 слободни. Ќе биде резервиран Гил во одбраната да не го направи четвртиот фаул. Мислам дека треба малку повеќе да се постави играта преку Тео Симич да го напаѓа Гил во рекетот. Сега и Дейвис трета лична. Мислам дека Тео е повисок од него некои 7-8 сантиметри и дека може да извлече нешто од тоа. Гил има 203 официјално.
од Токио дојде во МЗТ Скопје. 203, тогаш е 11-12 сантиметри разлика. Како е запишан Симич, да видиме. Симич е запишан 210 на Eurobasket, но повеќе е сигурно. 213 или 14? 14, да. Мекеден реши и шутна, промаши. Фаул од кого? Симич. Сега долго време издржа со 3 фаули. Ова е не е наивен, туку е ефтин. Ова е фаул Па, каде исто е. што не се случуваше ништо кај топката. Мекеден. Гил. Оди внатре. Бара контакт. Девис, истече времето, не важи овој обид, не важат овие поени. Овар бекдор. Сега е јасно дека ќе оди МЗТ на Симич. Сега е јасно дека ќе бараат контакт, дека по овој четврти негов фаул играта ќе изгледа на МЗТ малку поинаку. Не мора да биде тоа правило, но да видиме. Немаше време за овој бекдор, иначе беше добро одиграно. Никлас. Симич. Пурвис. Тој е Тивок. Во оваа фаза од мечот Пурвис. Како да зема одмор. Магдевски. Двете екипи се во бонус. Краде Никлас, но само за момент. Гил. Мекеден. Отиде на втор обрач да се заштити со обрачот и успеа, но не успеа да погоди Мекеден. Сега Бојчев, Магдевски краде луцитно, итро, искусно. Мекеден ќе мора да забави и кај него се потроши веќе енергијата. Има мисмеч. Мекеден решава сам против сите, непрецизен. Никлас на прв чекор смее да игра затоа што топката го помина обрачот. Никлас се уште љубоморно ја чува топката во овој напад, едноставно не ја додава. Симич за 3. Нема кош на истекот на нападот. Мислам дека Николас премногу ја држеше топката. Потроши и време и многу енергија. И нерви кај со играчите. Кај со играчите и на крај остана без поен. Магдевски. Во рекетот. Првис краде. Оди до крај Првис. Ќе отвори ли оваа акција? Да, сам се решава. Нема кош. Бараше контакт, размислуваше повеќе на тоа што ќе се случи во дуелот со Девис, отколку на обрачот, и еве го моментот кој што доаѓа како казна. Нема поени на спротивната страна, но има уште еден напад. Мекеден чекори. Втор пат на овој надпревар. Би било убаво да се види реприза на ова репетиција на овој влез на Пурвис. Отиде многу длабоко под обрачот, едноставно не го гледаше просторот од кој што елегантно може да положи. Мислеше повеќе на контакт отколку на положувањето. Да, тој го бараше контактот, не знам дали го доби. Да, но зошто по и секоја во која цена? форма? Зошто по секоја цена? Да. Пурвис, Бојчев, Симич, мисмеч со Стојановски, но брз е Стојановски, краде, сече, напад за МЗТ Скопје. Мекеден на Симич, Мекеден за 2, нема кош, Симич освојува топка. Никлас. Дубински, нема кош, ке има 3 слободни. Младиот Петков влезе преагресивно во овој шут, го наруши тој шутерски цилиндер. Таму шутерот е неприкосновен, се додека не слабне. Следи тајм-аут ако погоди Дубински во третиот обид.
за МЗТ. Поварен е тайм-аут. 1. Прв пат на оваа позиција. Има 1 од 7 за 3, 2 од 4 за 2 поена, 8 поени. 2 пати прецизен. 9. Изедначен е резултатот. Дубински за водство на Кожув. 3 пати прецизен. 16 од 20 се ударите за 1 поен на Кожув на овој надпревар. Тайм-аут за МЗТ Скопје. Поен предност за гостите, ќе кажеме условно, од Гевгелија. Одлични 38 минути од надпреварот. Да видиме што ќе понудат последните 2 минути. Двете екипи се во бонус. МЗТ ќе остане со уште 1 тайм-аут. Кожув има 2 тайм-аута. Најверојатно ќе биде топката на противничката половина и напад од 14 секунди, предпоставувам. Ќе видиме што ќе повараат од клупата на МЗТ. Четири години доминација на МЗТ Скопје во Суперкупот. 12 титули од 2012-тата, само еднаш не се искачија на пиедесталот. 61-62. Води Кожув со 1 плюс на 1.52. Бонусот е исполнет на двете страни. Петков. Стојановски. Стојановски. Оди до крај, непрецизен е и нема напад од втора за Кожув, промаши во претходната ситуација. Гел постигна 16 поени, најдобар стрелец е кај МЗТ, 13 има Мекеден, 10 има Војдан Стојановски. Тоа се двоцифрените, останатите со скромен учинок. 21 Пурвис, 12 Николас Дубински, 10. Останатите скромни кај Кожув. Стојановски, Дамјан, Петков. Кој ќе ја преземе одговорноста во овие моменти? Сега секој потек може да биде решавачки. Петков постигнува кош. 2 поени за него, 2 поена граматички точно. За 63 спрема 62. Дубински, Николас, Пурвис. Сега водата е во ушите на кошаркарите од Гевгелија, ако претходно тоа беше за кошаркарите на МЗТ Скопје. Бојчев се решава за 3, храбро, непрецизно. Топка во аут, напад за МЗТ Скопје. Последна минута од Суперкупот. Драган Василов, ЦФК 2025. Многу нетактично од страна на Пурвис, ја држеше топката, играше 1-1 и му ја фрли на Бојчев на 2 секунди пред крај, како Жешо Костен. Стојановски, Војдан. Се уште Стојановски. Знае како да ја задржи топката, лош обид. Петков, 8 секунди, 7, 6, 5, Стојановски. Се уште Стојановски. Стојановски за 3, на истекот на нападот е прецизен. Војдан Стојановски, 66 према 62. Потег на мечот, потег за најава на сезоната. Ова само ја покажува неговата кошаркарска величина. Сгреши во претходниот обид, го остави својот тим во нападот, се извлече, преку човек се реши да шутира и атмосферата ќе го понесе секој искрен љубител на кошарката. Или потегот на Стојановски, плюс 4 за МЗТ Скопје. Доказ дека додека МЗТ ги има браќата Стојановски, може да се другите тешко може да се надеваат на налик на титула или куп, меѓутоа ова што го покажува Војдан или го имаш или го немаш. Очигледно Војдан го има. Плюс 4 за МЗТ, 32
32 секунди до крајот на Суперкупот. 62 поена има Кожув, апсолутно заслужено. Ево ваква резултатска неизвестност во финишот на овој надпревар, но сега два поседа се во прашање. Или може би еден со 3 поени и со дополнително слободно. Кој знае, се е можно во овие надпревари, се е можно во ваквите нокаут мечеви. Ке им треба брз напад на црвените, а потоа да одбранат и да се надеваат на нешто повеќе. Да видиме што е договорено на последниот тайм-аут. 32 секунди се цела вечност во современата кошарка. Првис, за да има два напада неговата екипа. Молневито шутираше од неизградена позиција. Сега има и лична. Дали во само 10 на секунди се руши се што она Кожув го градеше трпеливо во текот на овие 39 минути. На претходните 39 минути. Дамјан Стојановски, екзекутор е од оваа позиција. Прецизен, автоматизиран е неговиот шут. 67-62. 68-62. Браката Стојановски со 5 врзани поени ставаат точка на овој надпревар. Дубински оди за 2, Дубински прецизен, брзи поени, ова му требаше на Кожув и во претходниот напад. Стојановски сега се извлекуваат кошаркарите на МЗТ да нема контакт, го трошат немилосрдно времето. Стојановски за Петков, Петков е фаулиран. 11 секунди и 2 десетинки до крајот на мечот. Нови две слободни, 68-64 стои на семафорот. Го заслужи ова Петков да биде во улога на оној што ќе го реши надпреварот, затоа што во фрагилните моменти ги постигна неговите 7 досегашни поени. И она битно положување преку Тео Симич. 1, 69, 8 за него вкупно. Повторно е прецизен, 70-64. Каква магија сега му е потребна на Кожув. Најверојатно ќе се оди со шут за 3 поени и брз фаул, бидејќи се на 2 поседа разлика и мислам дека нема друго решение. Брз шут и брз фаул, да се заштеди на време и да се надева дека ќе бидат прецизни за 3 поени, а кошаркарите немците дека ќе промашат некој слободно фрлање. Плюс 6 има МЗТ Скопје, 11.2 до крајот на надпреварот. Како сега да застане времето и Кожув да погоди 2 тројки без да прими поени, без да прими кош. Николас сега за 3, непрецизен, крај на овој надпревар. Има лична грешка, од кого да видиме? Дали од Симич? Не, од Дамјан Стојановски. Два пенали за... Добро, подарок, две слободни фрлања. Сега само Пет Рајли сценарио и Мајами Хит и Њујорк Никс може да донесе до нешто повеќе или поинако на семафорот. Офанзивен скок на Крис Бош и шут на Реј Ален. 70-64, 70-65.
Тоа е тоа во финалните секунди од Суперкупот 2025. Трофејот Драган Василов ЦФК 5-та година поред останува во витрините на МЗТ Скопје Аеродром. 21-ва, 2-та, 3-та, 4-та, 5-та. Апсолутно заслужено за апсолутниот владетел во македонската кошарка, клубот од Аеродром кој што доминира во мак баскетот во сите сфери. Продолжува со освојувањето на Суперкуп титулата. 21 поен во редовите на екипата на Кожув постигна првис, но тоа беше премалку. Имаше одлична партија и Тео Симич, 12 поени постигна Дубински, исто толку имаше и Николас. Овие тројца беа премалку да се сопре налетот на кошаркарскиот джин во македонската кошарка. Кај победникот 13 поени, 16 поени Гил, 13 Мекеден, 10 поени постигна Петков, 13 Војдан Стојановски кој што влезе од клупата, но го имаше можеби клучниот шут, клучниот потек и клучната тројка во финишот. Тој и неговиот брат Дамјан со двете погодени слободни, потоа практично го запечатија скорот на овој резултат. Го запечатија скорот на овој надпревар. Претходно во женското соочување меѓу екипите на Баскеткам и на Васка Каменица триумфира со 66 спрема 44 во Суперкупот на Македонија. Во поглед на индивидуалците, Кметовска и Димова има дабл-дабл. Кметовска 20 поени со 12 скока, а Димова 20 поени со 16 скока. Кај Вардар Пислевска имаше 12 поени, а Митева реализира 11 поени. Тоа е што се однесува до сублиматот на настаните во Суперкупот на Македонија, а почитувани ќе го следите и кошаркарското првенство во живо на програмата на македонската телевизија во сезоната што предстои. Пред да видиме церемонијата и доделувањето на пекарот, само нашиот стручен коментатор Горан Крстевски да го пресече во финишот она што го видовме денеска, прво во машкото, а потоа една реченица и за дамите во машкото соочување. Одлично машко финале, заслужена победа на МЗТ, но исто така и да се свртеше победата на другата страна и Кожув и немаше да биде незаслужено, покажа една неверојатна снага, квалитет, тактичност, на крај превагна квалитетот Стојановски и младиот Петков. Тие двајца го свртеа квалитетот на своја страна. Најавија интересна сезона и мислам дека гледат на македонската телевизија. Конечни 71-65 во Суперкупот меѓу МЗТ Скопје Аеродром и Кожув. Сега е наред церемонијалниот дел кога Горан Василов и Калин Василов ќе им го доделат трофеот на кошаркарите на МЗТ Скопје Аеродром. Горан Василов е син на Драган Василов ЦФК, а Калин е негов син, односно внук. Во рацете на Дамјан Стојановски, капитенот. Уште едно големо славие за аеродромци, уште една сезона во најава, која што во многу нешта ќе личи на претходните. Со овие слики, почитувани гледачи, го завршуваме денешниот блок или двојната програма кошаркарски надпревари. Баскеткам и МЗТ Скопје се освојувачи на Суперкупот во женска и во машка конкуренција. Уживајте и понатаму во нашата програма, имајте убава вечер и се разбира убава работна недела. Утре е понеделник, бидете повторно со националниот телевизиски сервис. Пријатно!